Бајколент. Аудио бајки. Паунот и штркот. Паунот беше највообразен од сите животни. По цел ден се перчеше во шумата крекајки: "Видете ми ги пердувите и опашот мој, боите, толку сјајни, мора да сум посебен сој." Потоа тој мафташе и вртеше наоколу со својот опаш, за да може другите да му се восхитуваат. Тој беше толку самобендизен, што по секој дожд брзаше до вирчињето за да си го види одразот. Ако се најде некој што ќе може со сигурност да каже дека на светов поубава птица од мене има, тој лаже. Наскоро, другите животни почнаа да се жалат. Прекуглавани од фалбите на паунот, некој мора да му одржи лекција. Тогаш на штркот му текна една идеја. "Оставете ме мене да му кажам 2-3 збора, па тој надуенко ќе мора да свати колку греши." Откако го кажа тоа, тој одлета и се качи на една гранка близу вообразениот паун, кој веднаш му рече: "Ги гледаш ли моите долги пердуви, сите златести, зелени и сини? Многу се поубави од твоите никакви сиви." Штркот само се насмеа на тоа и му одговори: "Пердувите може ми се грди и сиви, но со нив летам, со облаци се дружам. А твоите прекрасни перја очигледно за ништо не ти служат." Потоа штркот ги рашири крилјата и летна високо кон облаците, додека збунетиот паун остана долу на земјата, без зборови и му се восхитуваше. Од тој ден, паунот научи да се однесува поскромно и да биде помалку вообразен. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.